Значи се превземат низа на активности кои што ги правиме во координација и во согласност со јавното обвинителство, сето она што е криминалистичка истрага, обработка на податоци, на информации кои што ги имаме, кои што ги прибираме и во овие денови од нашите колеги од одделот за криминалистичка полиција е во полна пареја и ќе се работи, би рекол, деноноќно на целиот овој процес, се до тогаш додека да биде подготвено со излегувањето на пријавите. Важно е да ги утврдиме сите релевантни докази кои што практично ќе го дефинира целиот овој случај и нормално е дека сите оние кои што се инволвирани да се изнесат пред лицето на правдата. Има ли капацитет Министерството за внатрешни работи да се справи онака како што премиерот рече, без пардон да се реши овој случај и да се изведат одговори? До сега во многу случаи, во многу потешки случаи се покажал капацитетот на Министерството за внатрешни работи, меѓутоа многу поважно од капацитетот е волјата која што ја имаме како раководство на Министерството за внатрешни работи и јавното обвинителство, заради тоа што 20 години се шепотело, денеска се превзема со активности. Затоа сметам дека целиот овој процес нема да биде ни малку лесен. Меѓутоа е исклучително потребен ако сакаме да имаме промена на начинот на функционирањето на институциите и благодарност до сите кои што допринесуваат да ова истрага се изведе до крај така како што е потребно и за сите информации кои што ги споделуваат луѓето во овој момент. Значи имаме повеќе лица кои што веќе споделуваат информации со колегите. Има ли информации некои првични од кога започнуваат потенцијално преземените криминални дејства? Тоа ќе го соопштиме во моментот кога ќе се утврдат фактите и мислам дека нема да ни користи ако предвремено сега излегуваме со одредени информации кои што можат да наштетат на текот на истрагата или пак да влијаат врз основа на овие изјави кон одредени лица кои што треба да бидат дел од процесот или дел од сведоците. Така да мислам дека треба со трпение, со сериозна посветеност, со пристап кој што ќе ни гарантира завршување до крај на целиот овој случај. Најважно за граѓаните е дека нема да има отстапки за ниту еден кој што направил било каква криминална активност. Ваш коментар за вечерашниот протест на граѓани? Дали може би Граѓанскиот протест е најголемо демократско право и неприкосновено право кое што го имаат граѓаните. Прво, сакам да изразам убеденост во грижата на граѓаните, заради тоа што сите ние прво сме граѓани, па се друго, и сме сериозно загрижени посебно за случувања кои што имаат директно влијание врз човечките животи. И од тој аспект сметам дека сосема оправдана грижата е на секој еден граѓанин на државата. Наше е да обезбедиме и да гарантираме дека постапката ќе заврши до крај, дека било кој да се огрешил ќе мора да носи одговорност, таа да биде брза и ефикасна и на тој начин да помогне вакви случаи да немаме понатаму во иднина. Рековте деновиве се обратиле повеќе луѓе до МВР, дали станува збор за вработени, коранешни вработени таму или пак можеби пациенти? Многу луѓе кои што имаат податоци и информации, например и новинари. На колку се локации Министерството за внатрешни работи досега изврши претреси во соработка со обвинителството? Ние информиравме дека за тоа се изврши претрес на клиниката за онкологија и кај две лица.
А во овој тим што го имате формирано конкретно за овој случај, каков профил на личности, на експерти, на вештаци членуваат таму? Сите профили кои што се потребни за анализирање на материјалите и за успешно спроведување на истрагата. Значи сите капацитети се ставени во функција како што впрочем се работи на секој еден предмет кој што го има. Така да секој еден експерт кој што ќе има потреба да биде вклучен, иако на почетокот не бил вклучен, ќе се вклучи за да ги обезбедиме сите тие докази кои што се потребни за истрагата.